8 граѓани на Куманово, од кои што 4 лица се малолетни, утрово се нападнати од агресивно куче во непосредна близина на основните училишта Браќа Миладиновци и Крсте Мисирков на улицата Народна револуција. Инцидентот се случил за време на голем одмор во училиштата. По дојавите за нападот, кучето е заловено и префрлено во прифатилиште на Тодор Велков, потврдија денеска од секторот за инспекциски надзор од општина Куманово и од ветеринарно-сточарскиот центар, кои што се задолжени за третман на кучиња скитници. По нашите проверки во присуство на овластен ветеринарен инспектор од Агенцијата за храна и ветеринарство за општина Куманово и на комунален редар од општината, кучето не е евидентирано како куче скитник. Ова куче најверојатно е побегнато и му се исечени ушите, изјави директорот на центарот Тодор Велков Зоран Пешевски. И од секторот за инспекциски надзор вела дека веднаш интервенирале по дојава на граѓани. Ми беше дадена информација дека повеќе наши собрања се јавиле и побарале помош да се залови дека во близина на основно училиште Крсте Мисирков, Браќа Миладиновци и гимназија Гоце Делчев постои некој агресивно куче кое што ги напаѓа децата кои што од училишта, имало и нападнати некој возрастен наш сограѓанин. Веднаш интервенирално од наша страна податоци се доставени до ветеринарно-сточарски институт Тодор Велков, изгледано е на лице место и тоа куче е заловено. Исто така од страна на инспектор за храна и ветерина е направен записник каде е констатирано дека тоа куче е агресивно и понатаму ќе се постапи согласи негови напастки кои што се дадени во записникот. Само се знае дека не било чипирано и најверојатно дека било изведено од нечiji двор. Според веде директорот на основното училиште Крсте Мисирков Филип Колевски, инцидентот се случил на 30 на метри надвор од училиштето. Нападнати се 3 ученика кои што за среќа поминале со лесни повреди, но со трауми. Некои си 20-30 метри од училиште. Значи се случил тој инцидент кога кучето нападало нели други кучиња, според очевидци, тука и 3 наши ученици, други возрастни луѓе. Во тие моменти имаме дежурна полиција, значи поради другите нели овие мерки што се за дојави за бомби, реагирали полицајците, но тука во моментот ситуација за да помине по-безболно, решиле, значи помогнале многу луѓе од чистота, што практично го набркале тоа куче. Потоа дошли полицајците, но мислам на лице место евидентирано без некои си потешки рани, но травматизирани, да кажеме, 3 наши деца, ученици. 2 ученика од 6 оделение, 1 ученик од 9 оделение, значи целосно изненадени од напад на кучето, инаку излегле повеќе луѓе тука и од околината, што да кажеме, не себично се пружиле да помогнат. Добар дел луѓе поминале така да кажеме без некои рани. Овие 3 деца имаат мали рани, како што јавија родителите, значи од она што е поминато како медицински нивен преглед таму на хирургија, значи нема кај сите тројца, значи потврдна информација нема да има некоја хируршка интервенција, шиење или нешто така, но ќе благи рани и ќе треба да примат вакцина. Сега го патени со Конскопје, че немало вакцина тука. Така што чекам информација кога ќе заврши се. Пријавиле родители после тоа, така и во полиција евидентирано е. И од секторот за внатрешни работи Куманово го потврдија случајот. Во соопштението се вели: на 13 март годинава во СВР Куманово било пријавено дека во централното градско подрачје во Куманово 8 лица, од кои 4 малолетници, биле каснати од куче. Се преземаат мерки за расчистување на случаите. По утринскиот инцидент граѓаните ги повикуваат надлежните институции да ги преземат потребните мерки, да го пронајдат и казнат сопственикот на кучето кое што нападна 8 лица. У школу учителка ги деца предупреди да идев по крај, да не идев преко кучиња да ги изазивав тако што се вика и Што мислите за овој кучиња треба да се среди еден пат за сваки пат. Ово е само за луѓе да се шетава, не кучиња да се шета по центар. Тој е градоначалник да си преземе мерку да си ги собере кучиња куде треба да ги. Ако е опасно, треба да се тргне од улица. Има и паметни кучиња што се на плоштад чуваат како луѓе. Ако кучето не е добро, треба да се отстрани. Своевремено имало шинтерска служба, сега нема пуно ствари да кажем што фали, што некаде имало. У оној време каде било
да кажемо, порано, сега веќе напредуваме у све нешто. Ова е срамота и грота. Дали на некој или препуштено само на себе, не е добро. И за тој треба некој да води ред и за тој. Така да мислам дека сви ќе се сложи дека у град Куманово. Никој не води од нечто, свак човек е пуштил да нам путе и да ни крив ни дужен настрада си човек. Па требало да се преземе, тој не презима што треба, него свак си свој води политику на свој страна. Пример, ја кога чувам тоа Милиниче, јас сум одговорен од тоа, а не да ga пушиш ти да... Па лошо. Што треба да се преземе? Треба да се преземе, служба треба да. Ветеринарна служба треба да пренеземе тоа нешто. Од Кумановскиот сектор за инспекцијски надзор најавија поинтензивна контрола во близина на училиштата и градинките.